Климатскиве промени, температурните разлики кои што ги имаме во последно време некако се најглавната причина за проблемот на здравјето на луѓето, да кажеме, и се почестата посета кај вас кај лекарите. Колку е зголемен бројот последниот еден месец од претходно? Па со оглед на временските услови, промена на дожд, сонце, па студ и така натаму, варијациите негде од повеќе и од 15 степени од ден на ден ги има. И се почесто е посетеноста на пациентите кај матичните лекари, апсолутно, во клиничка болница и така. Најчесто заболувања се на горните респираторни патишта, со кашлица, сува кашлица, секреција од нос, солзење на очите, така да овде не можеме нити многу да се направи разлика ради тоа што дали ќе е алергиска некоја реакција или реакција во однос на промена на временските услови, како што се вирусните инфекции, настинки, алергиските промени, алергиите се многу често, почна расцветување на дрвата, поленот во прашање. Сето тоа се проследени со сите ваквите симптоми, симптоматологија што е почеста. За разлика од минатиот месец, односно најчесто обично во февруар, кога би требало да е поладно, кај нас беше потопло, а сега е пак поладно и ги имаме се почесто ваквите вирусни заболувања. Покрај вирусните заболувања, алергиските заболувања, исто така и каснувањето од инсекти. Имаме многу поразлични и поголема мутација на инсектите, што независно дека не даваат никогаш класична реакција како што би очекувале. Затоа никогаш не можеме да бидеме сигурни во ништо. Затоа повеќе од наша страна совети кон мајките за децата мали, излегувањето во природа, паркот и така натаму, кај што се расветени дрвета, кај што има повеќе инсекти, децата да се со долги ракави и панталони со долги ногавици, за да не може да дојде до каснување, затоа што веќе и крлежите ги има многу. Ко да бујат некако, со различни некои бумбари, сега скоро имав, денес вчера каснатиот бумбар. Независно не знаеме што бумбари и каков е, меѓутоа кажува како убот од игла и после дава реакција со црвенило, поширока една инфламаторна појава, инфламација и со совет, некогаш ако е поборна реакцијата, даваме во смисла на превентивно и инjekција, да не дојде до ширење на таа алергија низ целото тело. Затоа ги користиме и повеќе синопенот инjekциите одека. Доколку не се реагира навреме, што може тој еден обичен убот од инсект кој што многу пати знаеме да кажеме не е ништо страшно, но до што може да доведе, до каква ситуација? Тоа некогаш може да биде и до многу бурна реакција, додека развива локално, не е страшно, меѓутоа кога ќе почне да се развива централно, дури и со гушење, со не можење на воздух да се земи, оток на јазикот се јавува, и сите тие појави кога даваат отежнато дишење, тогаш се многу пострашни. Дури субјективен страв кај пациентот дава. Сите тие симптоми се многу понагласени кога ќе се надоврзат и овие централните симптоми. И затоа кажуваме немојте да се крива паника, него да се дај во моментот одма на терапија која што е соодветна за дали ќе биде. Ако види што инсекти е добро тогаш, ако не види независно не даваме она општата терапија што е ампуларна. Ги споменавме и алергиите и самите рековте дека се повеќе се во пораст, овде не се само постарите, тука се веќе и децата кои што се повеќе ги зафаќаат, кои се зафатени токму од алергиите. Што според вас е причината за пораст на алергиите? Начинот на живот, начинот на исхраната, независно затоа што сега не можеме да кажеме дека се јаде некоја здрава храна, кога доматот од денеска по 2-3 дена ќе стане голем и црвен, јаболкото исто и така натаму, се со пестициди.
мора да се прска, вика, ради тоа што нема да имаме квалитет. Квалитетот не во квалитетна смисла, него и квантитет да се добие. За да го има сето тоа на ние што го консумираме. Затоа имаме можеби повеќе и пораст на алергиите. Пораст на алергиите и на поленот, на надворешната околина. Алергии на убот од инсекти, со многу побурни реакции од минатото, затоа што со подолг стаж сум и можам да направам споредба како е. Секој од ден на ден се нови алергии се јавуваат. Нови случаи на алергии и многу во пораст. Па може би и секој ден по еден ново откриен сигурно со алергија иде. Запушен нос, секреција на нос, секреција од очи, вирусни заболувања дури на очите и излегува сега. И затоа мораме да го третираме него подолго време. Алергијата не е состојба што се лекува само временски кратко, бара еден подолг период. Особено напади на дишни патишта, кога имаме најчесто се јавуваат тие со тешко дишење, дури и до астматична форма. Од хроничен обструктивен бронхит до астматична форма дури може да дојде до и болнички лекување, да бара болничко лекување. Како навреме да ги откриеме, да ги спречиме, еве, да дојде до некоја полоша ситуација кога се во прашање нашите деца? Секогаш штом се јави некоја нова форма, некој нов симптом, одма треба да се оди на лекар и да се види. Ги имаме повеќе, мислам, постои кај нас и центарот за астма, центарот за алерголошко тестирање, прик тестовите што ги правиме. Со прик тестовите можеме да откриеме побрзо на кој алерген и на што се алергични, за да може да се исклучи тоа, или ако може да се заштити, да се склони детето, да се прибере, да не се пушта баш во зеленилата таму на она што е алергија. Некојаш на бубачки, може да биде и на домашна прашина, многу се развиваат алергиите. И сето на појавата кога мајката забележи нешто нов симптом некој кај детето, тогаш треба да се јават. Што порано се дијагностицира, побрзо се пристапува побрзо кон лекување и тие пристапи на напади на алергија може да се проречат со тоа што сега имаме начини на десензибилизација. Кога се прима таа десензибилизацијата, тогаш не да се проречат, него многу може и да исчезнат и да ги нема воопшто повеќе тие напади на алергија и алергиите воопшто. Порано ние ги третиравме, ги пуштавме во Скопје, во центарот за алергии во Чаир, меѓутоа денеска имаме и центри во Битола кај нас во Штип и така натаму, каде што може да се третираат и да се пратат пациентите. Секое влошување на состојбата може да се дефинира и што се пристапи со побрз период, побрзо дијагностицирање, побрзо се одредува терапијата и побрзо се смирува пациентот. Ако порано некако кога ќе дојдеше мај, ни беше месец кој што им го отстапуваме на алергиите и инсектите, сега некако со промената на времето, со овие температурни шокови кои што ги имаме, мора да кажеме дека оние кои што се на мета се хронично болните, кои што се повеќе се присутни токму овде кај вас. Дали тие се оние најчести пациенти кои што во периодов се жалат на времето, на овие разлики, или овде се повеќе се зголемува бројот и на младите кои што имаат проблем со овие температурни разлики? Да, точно. Кај младите почесто ги забележуваме кај младите сите овие промени. Макар да кај повозрастните, мислам, кај хронично болните, ги осеќаат овие температурни разлики, во смисла, стануваат веќе метеоропати тие. И ќе си се пожелат на... Меѓутоа не е тоа толку страшно кај возрастните. Поалармантна е состојбата кога младите ќе се пожелат на ваква работа и кај нив треба да обрнеме повеќе внимание. Старите си се возрастни, се свикнати на таа болка, некогаш е поинтензивна, некогаш послаба е, меѓутоа со терапијата си се одржуваат. На што најмногу да внимаваат младите за да се избегне една ваква ситуација? Сепак и покрај тоа што е топло треба да се најде време за одмор. Тука е, значи да не се оди ако е премногу жешко надвор. Некои такви совети кои што вие им ги препорачувате секојдневно? Обавезно, затоа што сега и сонцето со овие ултравиолетовите зраци многу поизразено и дава многу по манифестни реакции. Кожата е многу поосетлива. Одма е пропратено со црвенило, со чешање. И сите тие, што ми е сончево времето,
Некои треба да бидат малце позаштитени, не да се изложат наеднаш на сонце, него на постапно, постепено, затоа се користат и овие заштитните фактори. Негде ги препорачуваме децата да ги мачкат родителите. Штом се дете не знае тоа колку ќе остане на сонце, некојаш ќе се заигра, мајката ќе се поразговара до неа со пријател, пошто се среќаваат млади мајки сега со мали дечиња и ќе го остават детето повеќе на сонце. Сето тоа е она иритацијата на кожата што се постигнува врз основа на сонцето. Затоа некако овие временски услови не само воопшто на се промената на ултравиолетовите зраци, промена во исхраната, промена на секојдневниот живот, младите некогаш не може да му обратат доволно внимание на децата, затоа што или се цел ден на работа, па ќе го види детето може еднаш неделно или не ќе може ни да го види, ќе го извади и толку треба за детето. Кои вируси ги имаме сега застапено, еве кога ги споменавте веќе децата, некако секојдневно ние да ги гледаме со настинати, со растечен нос и покрај тоа што е мај, покрај тоа што имаме температура 24 степени. Па тоа е она што е лошото. Промената на времето, најчести вируси се риновирусите, аденовирусите се среќаваат во овој период. Ево сега мислам во подемње кај возрастните кои што не прележале сипаници. И добро е што се алармира дека децата треба вистина да се вакцинираат и се да се заштитат. Сега имаме прилив и на варичела, ситната сипаница што ја викат. Го имаме и кај нас во Битола? И морбили, да, и во Битола. Сега имав јас 20 и неколку години, 25-6 години така, возрастно чупче, беше дојдено со промени на сипаница, на варичела. Значи почнуваат да не се активираат сите тие болести во овој... Да, и затоа мајките не да се плашат за вакцините, него треба вистина таа заштита пред сигурно 10 години. Сите деца беа редовно вакцинирани. Сега не знам зошто постои некој страф меѓу населението, меѓу мајките. Изгледа премногу се пишува и во списанија и по медиуми и се објаснува, а да се објасни она што е најнеопходното и детето вистина треба да биде заштитено повеќе. Тоа е без имунитет, без отпорност и ако не го стимулираме на вештачки начин, ќе биде изложено повеќе на сите тие инфекции. Еве за крај на овој разговор, јас само уште од вас ќе побарам еден совет до сите оние кои што го следат овој наш разговор, да внимаваат, да особено сега кога ги имаме овие температурни разлики, денес 24 степени, утре ќе имаме 12, што треба да направат, еден совет од вас како лекар. Најмногу добро внимание мислам на најмладата популација, затоа што возрастниот знае веќе кога му е студено. Нормално на пониските температури малку повеќе заштитени со облеката, повеќе на топли напитки да се оди, со витамини, особено витамин С, нека си го земат во однос на лимон, портокал, барем сега ги има тие. Независно колку се прскани и како, се важно да го земаме, да не го земаме само во таблетарна форма, па да го оптеретуваме и желудецот. И соодветна облека. Заштита и од сонце. Обавезно и децата, заштита од сонце, заштита од студ, и да имаме се повеќе млада, здрава популација, затоа што светот на младите останува. Ви благодарам многу за ова издвоено време и за овој разговор кој што го имавме и да се надеваме дека овие совети ќе ги послушат многу од граѓаните и ќе се најдат, да, и ќе ги слушаат истите совети, да. Така, некогаш вистина си се заинтересирани и слушаат. Се слушаат сите совети. Ви благодариме.